го поканувам таткото на градот, господинот Коце Трајановски. Повелете. Почитувани министри во владата на Република Македонија, почитувани пратерици во Собранието на Република Македонија, почитувани колеги, градоначалници и кандидати за идни градоначалници на сите скопски општини во градот Скопје. Почитувани носители на советнички листи и кандидати за идни советници во советите на сите скопски општини на градот Скопје. Почитувани членови на ВМРО, ДПМН и коалиционите партнери. Почитувани пријатели, почитувачи на политиките на ВМРО, ДПМН, почитувани присутни. Кампањата за избор на градоначалници започна. Започна представувањето на кандидатите, представувањето на нашите програми, идеи и планови за иднината на градот Скопје, на општините во градот Скопје и во Република Македонија. Во таа промоција и во тоа представување неоправдано малку време се посветува на промоција на луѓето кои ќе преземат огромен дел од товарот и работата наречен реализација на ветената програма на градоначалникот. Затоа што битката на програми не завршува со изборот на самиот кандидат. Таа демократска битка продолжува во советите на градот Скопје, на општините во градот Скопје, со донесување на одлуки со кои се дава зелено светло на секој проект кој што го имаме во нашите изборни програми. Пред нас се луѓето кои можеби нема да ги видите на телевизија како промовираат ново реализирано дело. Нема да ги видите како пуштаат нов водовод или како сечат лента за отварање на нов пат, на нов објект. Но знајте, тие се оние кои ги имаат сите заслуги за секое наше реализирано дело од програмата. Тие го заслужуваат секој аплауз, секој благодарам, кој ние, како градоначалници, го добиваме од вас, граѓаните на општините и на градот Скопје. Почитувани, тука сме заедно да ги промовираме нашите кандидати за советнички листи на општините во градот Скопје и советничката листа на град Скопје. Луѓето на кои се подпираме и луѓето без кои секоја програма е осудена на неуспех. Сакам да се заблагодарам на советниците од мојот претходен мандат, кои навистина вредно си ја вршија својата работа. Работата која завршија тие е видлива. Доволно е една мала прошетка низ Скопје за да видите што тие сработија. За трудот кој го вложија сум им бескрајно благодарен. Мнозинството во Советот на градот Скопје не значи само поголем број на наши советници. Тоа значи поголем број на проекти кои ќе бидат реализирани. Тоа значи поголем број луѓе кои искрено ќе работат за Скопје. Тоа значи повеќе време посветено за решавање на проблемите на граѓаните. Мнозинството во Советот значи помалку време посветено на непродуктивни меѓупартиски борби и поголеми шанси градот да не биде блокиран заради ситно партиски интереси. Да немавме мнозинство во Советот во минатиот мандат, сега немаше да го имаме булеварот Илинден, кој ја зголеми проточноста на сообраќајот во градот Скопје. Немаше да го имаме кружниот тек Теодоси Гологанов. Немаше да имаме и два кружни тека во Ѓорче Петров. Немаше да го имаме булеварот Борис Трајковски. Немаше да започне реконструкцијата на Лазо Трпковски. Немаше да го има мостот кој ги поврзува Сара и Ѓорче Петров. Немаше да има кружен тек Боце Иванова во општина Бутел и многу нови и реконструирани улици, нови паркови. Немаше да имаме јавен превоз на кој целиот Балкан му завидува. Сето тоа е благодарение на одлуките и поддршката која што му ја даваше Советот на градот Скопје.
Денес повторно барам поддршка за нашата советничка листа за градот Скопје и за општините во градот Скопје. Барам поддршка за вредни луѓе, луѓе со искуство и кребилитет, за млади луѓе со голем ентузијазам, за луѓе на кои Скопје име во срцето. Барам поддршка затоа што од нив многу зависи напредокот на Скопје. Почитувани граѓани, граѓаните не смеат да чекаат, а ние не смееме да дозволиме проблемите на граѓаните да не се решаваат или пак нивното решавање да се одложува во недоглед. Токму затоа, потребно е јас како градоначалник да добијам ефикасен градски совет. Совет кој брзо ќе донесува одлуки и навремено ќе ги имплементира. Така ќе се добие покомпактен совет. Совет кој ќе биде обединет околу програмата која сакаме сите ние заедно да ја реализираме. А таквите политички игри сум ги видел во минатиот мандат и сериозно можеа да бидат причина за блокирање на многу проекти во градот Скопје. И наместо да се дефокусираме на решавањето на проблемите на граѓаните, наместо да се фокусираме на работа и исполнување на ветеното, требаше да се впуштиме во непродуктивни политики на противниците, а губат се знае кој, граѓаните, губи Скопје, губи Република Македонија. Барам поддршка за советниците на ВМРО, ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Барам поддршка заради тоа што не сакам градот да биде блокиран заради ситни партиски поени. Барам поддршка за да продолжи развојот на Скопје. Барам поддршка за сето она што го имаме напишено во нашата изборна програма. За добие сето тоа да добие цврста гаранција дека ќе го видите реализирано. Барам поддршка за советниците на ВМРО, ДПМН, затоа што градот мора безпрекорно да функционира во следните 4 години. За моето Скопје, за вашето Скопје, за нашето Скопје, за уште многу дела да дадеме поддршката за советничката листа на градот Скопје и советничките листи на општините во градот Скопје. Да живее ВМРО, ДПМН, да живее коалицијата за подобра Македонија, да живее градот Скопје, да живее Република Македонија. Да сте живи и здрави. Ви благодарам.